Денешна тема е детоксификација, односно тема која ни е многу потребна во летниот период, најмногу. Ние денес со Елена си направивме една интересна комбинација. Едната комбинација ни е со краставица и макдонос, другата комбинација е диви шумски јаготки со свежо нане, домашно. И третата комбинација ни е лимон, портокал и ѓумбир. Ајде да им пренесеме на гледачите зошто всушност детоксификацијата е доста важна за нашиот организам. Првен да спомнеме дека баш се овие продукти, односно детокс вода јас ја викам, кои што се најдобри за овој летен период што следува за детоксификација, прочистување. Баш затоа намерно ја наметнуваме детоксификацијата во овој дел. Џабе би зборувале за здравието доколку не споменеме детоксификацијата. Значи ние не можеме да превземеме никакви промени во исхраната или да направиме да одредиме нов стил на живот доколку претходно не направиме прочистување, односно детоксификација на нашиот организам. Бидејќи со тоа се осигура правилен проток на животната енергија. И сега вака подетелно ќе објаснам. Во телото постојат 4 канали за отстранување на токсините, односно отровите од нашето тело. Тоа се кожата, бубрезите, цревата и белите дробови. Да појасниме, значи вака, за кожата. Кожата, токсините, преку кожата токсините ги отстрануваме со потењето. Значи, ние треба да го стимулираме нашето тело повеќе да ги сврла токсините, односно да предизвикуваме потење. Преку физичката активност и конзумирање на многу алкална храна, односно свежа храна која прави во нашиот организам алкална средина. Подоцна ќе објаснеме кои се тие баш алкални продукти, како да се направи тоа. Второто, бубрезите. Бубрезите се филтри за да се да прочистат нашата крв, односно токсините ги сврламе преку мокрачата. Битна работа е, значи, да внесуваме продукти во исхраната кои што ќе го поттикнат мокрењето. Значи, подобро да се сврлува токсините преку мокрењето. И подоцна ќе објаснам зошто и кои се тие намирници. Цревата, многу е битно цревата да бидат во потполно чиста, безпрекорна состојба, бидејќи секој наталажување на нечистоти, храна која што е непотребна за нашиот организам, нели таму се таложи, секој наталажување на таквата храна прави буквално запушување на цревата и оневозможува апсорбција на хранливите материи. Значи, за хранливите материи да се добро апсорбирани, многу е важно нашите црева да се чисти, празни, да ги одржуваме во добра состојба. Како се прави тоа? Се прави со вклучување во исхраната, во нашата исхрана да вклучиме многу намирници кои што содржат растителни влакна, односно зеленолиснатите производи, зеленолиснатиот зеленчук. Токму затоа тука го имаме и нането, го имаме ѓумбирот, имаме краставицата. Ги споменавме, значи, бубрезите, кожата, белите дробови и цревата. Белите дробови, нашето исфрлање на токсините нормално преку дишењето. Колку повеќе ние го збогатуваме нашите бели дробови со кислород, толку повеќе ослободуваме токсини од нашето тело. Значи, да потсетиме, многу почесто треба да се оди во природа, затоа што се забораваме во тоа секојдневие што ни е околу нас и некако забораваме да обрнеме внимание на нашите бели дробови. Што мислиш ти на таа тема? Дали доволно обрнуваме внимание вака ние младите? Некако повеќе си имат подигнато свеста на темата природа. Веќе почна да планинарат, да пешачат. Се сложувам. Луѓето секогаш доброто победува. Свативме дека што не прави срекни, што не прави задоволни. Еден ден поминат во природа неделно, буквално нели си ги полниме батериите за да издржиме напорната работна недела. Кажи ми за алкалната средина која ја спомена. Значи, алкалната средина, односно базна средина која што треба да му ја дадеме на нашиот организам за правилно да функционира, доаѓа токму преку овие свежи намирници. Како што споменавме во претходната емисија, намирници кои што нас природата ни ги дава и ние кои ги конзумираме баш во таков облик како што природата ни ги дава, значи свежата храна. Секоја овошка, секој зеленчук, секоја семка, секоја јатка, секоја храна која што не е обработена во нашиот организам прави алкална средина. И сега, баш токму заради тоа,
во овој летен период, внесувајќи поќе храна која што прави алкална средина, ние го прочистуваме нашето тело. Ова е како додаток баш овие детокс водички кои што си ги пиеме. Дали има некакво одредено правило како треба да ги комбинираме намирниците или тоа може да биде наш избор? Единствено правило кое важи за ваквата детокс вода е да имаме чиста вода и да имаме свежи намирници. Можеме да ставаме што сакаме и колку што сакаме. Важно е да биде она што моментално нас ни го нуди природата, значи они намирници кои што се сезонски. Ете, баш во ова можеме видиме нането, е токму собрано од мојата градина, јаготките се шумски, собрани од дихово, краставицата се уште моментално ја немаме во градините, ама на пазарот постои како таква и одлична за рехидратација на нашето тело. Макдоналдсот кој е одличен диуретик е добро да го има. Значи, добро е да се стремиме да ги има оние намирници, обавезно да има нешто што е зелено лиснато, да содржи нешто што е бобинка, да содржи се што може нас да не освежи, да ни даде подобро чувство. Вкусовите можеме да си ги комбинираме според наша желба. Колку често овие детокс води треба да се пијат, дали влијаат конкретно на некоја здравствена состојба, спортистите што треба да прават, всушност дали треба да ги конзумираат, дали има доза всушност ова нешто? Повеќе прашања во едно, се надевам дека ќе ми ги одговориш. Значи, дозата е да ги пиеме во текот на целиот ден, бидејќи да влијаат врз нашето расположение максимално, даваат максимално енергија, даваат чувство на ситост и ни ја смалуваат потребата за внесување на додатно храна. Значи, во овие топли денови нас не ни е потребно многу храна, ни треба добра енергија за да функционираме во текот на ден. Ме изненадува вкусот на краставица колку добар е и колку освежува. Не е солено како што можеби луѓето си мислат дека е. Напротив, многу освежувачки. Кажи ми некои други комбинации интересни, дај некоја идеја, што може друго? Ајде ќе кажам некоја моја комбинација што ја се обожувам. За утринско будење, во водичката ставаме кесичка зелен чај. Значи не мора го вариме чајот како чај, зелен чај ставаме малце ѓумбир, ставаме јас од моите малинки си имам во дворот, малце малинки, малце ѓумбир и тоа ми е некоја топ комбинација. Други се сите добри комбинации кои што содржат ѓумбир. Ѓумбирот дава чувство на максимална енергија и раздвиженост, иако во летото малку поспано се осеќаме од топлите денови. Комбинацијата на ѓумбир и некој цитрусен плод како што е лимонот, портокалот се одлични. Јас ги користам за пеењето многу сите овие цитрусови, исто ѓумбирот. Ѓумбир, портокал и лимон комбинација. Са и мед кога има потреба, додавам, само не во ваква состојба и многу ми е интересно дека всушност се може да се комбинира. А овие битер вкусови баш се добри во овој дел од годината, а исто баш како што спомена за подобра кондиција, за подобра кондиција на гласните жици. Сите овие идеи кои ви ги дадовме во текот на оваа емисија, се надевам дека ќе започнете да ги применувате и ќе започнете да си го негувате своето здравје. А јас и Елена ќе си наздравиме и ќе си продолжиме да си уживаме во сите овие комбинации што си ги приготвивме денес.